Добро вечер во отвореното студио на телевизија Нова. Вечер имаме навистина интересна тема, доколку ги следевте вестите на телевизија Нова во 20 часот, веќе знаете која е темата на ова. Не е дебата, ова ќе биде отворено студио и еден убав разговор со моите тројца гости вечерва. Како се сака Македонија од трибини? Тие најдобро знаат, има уште многу што знаат, веројатно, но студиото е мало да ги собереме сите, па ги избравме овие ликови кои што ќе ги видите вечерва. Дали знаете, вие сите кои што не гледате во Мигов, какво е чувството кога се интонира македонската химна, а вие не седите дома во својот тросет, двосет или фотелја, туку сте на трибини? Кога им го поставив ова прашање пред овој разговор, нели официјален, сите ми рекоа, сите тројца со истиот одговор. Велат, уште сега ни лазат морници по телото. Тоа е вистинскиот одговор, а ќе дознаеме уште детали. Сакам детали во овој час и 20 на минути во ова отворено студио на телевизија Нова. Се надевам дека ќе останете со нас. Вечерва со нас се Мирослав Поповски, Мики. Така, да. Мики е најдобра. Да, може Мики. Добро вечер за вас, добро вечер за Анита Даева. Добро вечер. Колешке, имаме трема, ама ќе помина, нели? Да. Сте биле на многу надпревари, биле сите тројца, нели, гости вечерва. И добро вечер за Емил Христов, добре ни дојдовте во телевизија Нова. Добро вечер. Сите со своите фаворити, а Мики, вие фаворит? Во кој сте фаворит? Па фаворит вака меѓу Еве Лазаров, гледаме Миркуловски, го гледаме. Македонија ми е фаворит. Македонија. Да, секогаш. Да, супер. Одиме се, може да почнам со дамата? Апсолутно, да. секогаш. Анита, морате да почнете. Да, како што си е ред. Значи, Анита, како беше да се тргне во МЕЦ и да се стигне, колку? 40 на минути пред надпревар и да нема паркинг? Не, ние стигнавме, цел ден имавме пред надпреварот, меѓутоа 40 на минути планиравме да влеземе во сала пред да почне надпреварот и затоа што немавме искуство претходно од заменување на светски првенства на други надпревари надвор од Македонија и очекувавме дека околу спортската сала каде што се одржуваше светското првенство, поточно нашата група, дека ќе си има паркинг како што има во Скопје или во некои други градови. И да, паркинг имаше, нашите очекувања беа вистински, меѓутоа не ни беше дозволено да се паркираме. Зошто? Сега ние затоа што се случува светско првенство, заради сето она најверојатно што се случува по светот, заради поголема безбедност, никаков приот не можевме да имаме со нашето возило, бидејќи ние патувавме со возило, не одевме со авион, ниту пак со автобус, туку со автомобил. И што ќе правиме сега? Најдовме таму еден кој што беше задолжен за обезбедување и човекот беше прозборавме, јас со сопругот меѓу нас македонски, него му се обративме англиски, тој најверојатно знае македонски. Вика, сум бил некогаш во Македонија и тука малку се насмеа. Имате паркинг, меѓутоа морате малку да се движите, да возите, таму е, но не верувам дека ќе најдете место и знаете онока ќе ве испратат ајде со среќа. И имавме среќа затоа што навистина брзо го најдовме паркингот, меѓутоа пишува дека има само уште 2 слободни места. Ајде сега од кој влез да влеземе за да ги најдеме 2 слободни места, вози брзо, знаете како тахикардија. Добро. Бидејќи бев со сопругот и со синот, нервоза вриштиме меѓу себе, се караме кога реков да тргнеме порано, ете, мораше сега да јадеш и сето тоа. Иако планиравме да влеземе на време и да се седиме, затоа што навистина не е окей да си дојден таму, а 5 минути пред надпревар да влезеш. Да не видиш, да не нас не се случија 5 минути, меѓутоа ни се случија 20 минути. И така. И кога влеговте, како? И кога влеговме, прво очекував дека ќе биде многу поинаку. Не сум била на други светски првенства, меѓутоа сме биле многу пати кога сме гледале врвен ракомет. Заради тоа и почнавме да одиме на тие светски првенства, затоа што глатта за врвен ракомет, значи најдоброто да го видиш во живо. Не е така како што очекував. Мислев дека има некои фан зони, некоја анимација за посетителите, затоа што не се сите од Франција, многу мина од нив допатува од различни земји бидејќи е мундијал. Не беше така, но кога ги видов нашите репрезентативци, знаете онака душата кога ви се полни, пред малку кажавте да те персирам кате или да не те персирам? Како сакам? Ајде ќе те персирам. Пред малку кажавте дека постои емоција. Е сега ако за секоја емоција имаме термин, за оваа емоција јас немам термин. Да. Прекрасно возбуда и само гледаш има наши, нема наши, повеќе се од Тунис, наши се. Доминиравме во секој случај на сите можни надпревари. И организаторот, можеби по наша иницијатива, организираше сите да бидеме на едно место, за да бидеме погласни, за да бидеме побројни, за да бидеме посликовити и секако заради она за кое што сме дојдени да бидеме осмиот играч на нашата репрезентација. Така е, да. И чувството е волшебно, веројатно. Па чувството е помешано е. И среќа, и радост, и тага, и нервоза, и се.
И се заедно, да. Ќе одиме кај Имил, затоа што вие на третиот надпревар дојдовте. Да, касте ви, јас касте. На ова светско Да, зборувам, да. Емил, знам како почна се, ама тоа ќе го раскажеме сега или прво ќе одиме со светското во Франција, па после ќе се вратиме назад да ни кажете како тргнавте всушност 2009 да гледате да ја следите Македонија и репрезентацијата. Прво ќе се надополнам на Анета Муаветот. Паркинг и влезе утакмица. Ова ме подсети на 2010 31 октомври, Македонија Босна во Сараево. Доаѓаме ние во Сараево, си бадиме карти во сала, одиме на ручек, од ручек пола сат пред утакмица да влезем. Не пушта да влезем. Господи, имаме карти. Ваша федерација не најавила навивачи, не може да влезете. И проблем. Ја во тие мои рамбовки, значи црвена мајчка без ракави, октомври месец, 31 ноември веќе, во Сараево е, не знам, минус 5 или 7 беше, не сеќам, не е битно. Знамето македонско дозгора, свиленово шалче и капа. И проблем правам, значи имам карта, морам да влезем. Видоа, не видоа, момент, вика, почекајте 10 минути. И стварно, 10 на минути не помина, 3, 4, 5 борни коли, 22 специјалци, пошто е меѓународен надпревар, мора да има обезбедување, значи од полиција, не редари од сала. И ние четворица македонци, облечени во црвено, влегуваме во сала со 22 специјалци. На слика сме ги броиле. Значи ме подсети на ете. Ама не кај седавте, кај ви дала, најубавото место. Па не прашуваат каде сакате да седите, нели? Да, што си го постакувало секогаш. Сепак сме живееле во една иста држава толку години, беа многу љубезни и фини, каде сакате, ја викам, позади наша клупа. И го испразнија првиот ред седишта и ни дадоа 4 седишта тука. Си седнавме ние и чувството, нели, кога навиваш за Македонија, кога салата е полна, навиват сите за Босна, секој од нашиве, како ќе даде гол, гледа во нас четворица, значи не гледат на клупа, не гледат во тренерот ниве, него гледат во нас. И задоволството и радоста што е даден гол или одбрана, гледаат во нас. Това чувство не се заборав. Не се заборава. Да. Мики? Да. Вие не можеме баш убаво да кажеме што и рековте на сопругата за да ве пушти нова светска. Молевте, да, збор до збор како е. Ама ќе ни парафразирате, односно, зборови, со други зборови можеме. Лака, јас на 19 декември, значи 2016 добив ќеркичка, Нина, и тоа е релативно брзо за да нели да отидам на светско првенство, но жена ми знае. За да кажете родителска средба како има. Жена ми и татко и мајка ми знаат која е мојата љубов кон спортот и кон Македонија и сето она што се случи околу сите тие светски и европски првенства, пошто јас многу години го пратам сето ова. И за жал 90-тите исто пратев и по квалификации и така натам, но не се пласиравме тогаш на некои поголеми светски и европски првенства. Но ете од 2009 континуирано веќе, мислам, јас не сам ракометот, него јас и кошарка, и ватерполо, и фудбал на квалификациони надпревари надвор држава, одам, значи не знам, куризитет можда 500-600 карти имам од такмици. Еве тука не ги донесовте, ама ова се сите карти? Има уште дел, да, Маврово ги чувам, ги имам складирано, наредено. Така да сакам да кажам дека стварно љубовта кон спортот ми е огромна и посебно кон Македонија и сега што сакав да кажам дека како до ова светско. Да, како до Нина мала бебе и бебе во проблем. Нормално, нели забрана за одење, се знаеше тоа уште од летото, ама ете успеав некако, клекнав на колена, се изнамоливме некако. Молевте? После двете победи се расположија исто дома, нели? Да, две победи може Мики добиш. И Мики може. Што и вети Да. Дека една година сум нејзин подкирија. Значи, мислам зборам Да. во секој смисла. Ете така. Сакаш ке добиеш само пуштиме, така? Колку скапо си платила. Лиле, бога ми, не, уште ке плаќа. Вреди за Македонија, вреди да знаеш. И многу интересно беше дека јас тоа беше во недела навечер, значи во 9 сат ми одобрија да отидам. А утакмицата во добро сега. Јас сум си, јас сум си тоа што е, така е. И во 9 сат, значи ја купив картата. Добро. И се многу интересно беше дека пошто летот беше до Брисел, сабајлето кога отидов на аеродром во 5,
до 5:25 беше чекинот. А јас сум бил тие трите резервни карти на Визеир, значи кои што не ги знаев дека се така како опција. И јас си дремев нели 25 минути на шалтер на чекин и среќа не дојде четворица и ме уфрлија мене во авионот и значи можевте да останете на вистина дома. Да. И стигнав на време, значи ме чека нели од Холандија екипа доаѓаше навивачи и бев координиран со нив, ме земаа на аеродром, од Брисел стигнавме 1 сат пред утакмица, така да на време стигнав. На која утакмица вие дојдовте? На третата дојдов со Словенија, така. Со Словенија, да. И изгубивме. Добро да се. Ја ништо не реков. Добро. А кога у Литванија кога тепавме? Па така или униш. Има многу настани кои што сме победувале, така да. Али да се насмееме, така е. Да, Така е сигурно. Јас само да им кажам на нашите гледачи дека 99% од сето она што го имаме овдека од реквизити се реквизити на Мирослав. Да. Ова каде се чува кога не е овде во студио? Да, па Маврово Има е свое се, место, да, се Маврово има. имам посебна спортска соба, значи Добре. таму имам нели така добри услови за сето ова да можам да го чувам и да имам доста стварно реквизити, околу 1000 сигурно може да и повеќе реквизити од сите места кај што сум бил и стварно сум си горд и пива собирам исто 5000 пива, 3000, пардон, 3000 да, 500 пива карти имам, и да. 3000 пива од Да, по така свет. сум колекционер на такви интересни работи и од секој првенство имам по некоја успомена и еве сега најнова задача за летово со син ми си задавме уврска да си ги наредиме сите како што треба и затоа што не се сите Не се поставени на на место. своите места. Така да тоа ни е задача за летово. Да. И како е кога се интонира македонската химна сериозно? Секогаш мора да се сериозен кога се интонира. Не, Не сериозно, ми се сериозно. љуби да стана. Еве ги. Баш сега ја интонираат химната. Гледам. Мислам дека и да немаш глас и да имаш некој проблем здравствен, затоа што ние таков беше периодот, точно цела Македонија Да, беше да, болна, беше. тој период заминавме. Сите Ќе настигнати. Ќе најдеш глас за да пееш сите во еден глас и не знам како да ви кажам. Чувството е, кажав и пред малку, значи не постои збор кој што би можел да го дефинира тоа чувство, да го објасни, да го Да. опише. Сакаш да бидеш најгласен, среќен си дека си тука, знаеш дека те слушаат, луѓето околу себе, знаеш ни простор, ајде дојдете, има место ќе Да. направиме да седнеме. Без разлика дали се познаваш, дали не се познаваш со Сплотеност, нив, да. Сплотеност, а кога да. се интонира химната, тоаш е гордост, привилегија и чест, затоа што твојата Македонија е толку многу далеку од тебе, а сите тие околу тебе и тие на терен се Македонија. Нешто што на вистина може само да се доживее. Џабе да зборуваме дотре. Да, Емил има нешто за додавка или доволно е? Нема што повеќе да се каже. Значи тоа е Освен човек мурниците треба да лазат, го осети да. до последниот атом. Значи и во глас, не само Да. гласните Нема жици, штедење, него и да. гестикулација, Да. знамиња, шалови, нели. А кога сме кај А тие кога реквизити? сето тоа кога знаеме дека тие доле што се на терен, за мене најчесто ракометари, мада и кошаркари, не гледат и дополнително ги полниме Чудна е со таа позитивна енергија, Чудна е која таа они енергија. после тоа знаат да трансформират во додатна сила. Убаво. Во контекст на бавето со Да. Исланд, последната утакмица 5 разлика губиме на 10 минути пред крај. Што правевте на 5 разлика таму на трибини? Посебна енергија се создаде неква, нели? Еве, јас можам сите да не знам како да го опишам тоа чувство, неверојатно. Јас на крај се расплакав од среќа, значи затоа што едноставно тоа е нешто што нешто не се. Освен што на вистина сте искрен кога ми кажавте чисто си плачам кога таква, кога Да, не може, кога еве, со емоции срце- се. И вие? Да. Не, јас сум сведок. Да. Добро, ја мислам. Нема јас. Не плачете заедно. Лани кажи колку ме смируваш. Дејан на нас Да, го 20 дава со Србија, да. Добро. Ние делириум на трибина. Иначе во Краков не бевме толку многу и Да. Да. обично се собираме кога нема повеќе, кога нема помалце, бегаме еден од друг за да Ве има помногу. да бидеме Помаса. визуелно Да, да повеќе. се гледа. Ама гласно. Мики на 3 метра од мене, јас се и сега сеќам, значи честен збор. Немаше човек што не беше среќен тоа, значи до солзи, до еуфорија. А Мики стои и солзи му течат. Значи тоа ја го видам. Не може Тоа да се ја опишува тоа, не може.
Јас исто 2000 година у Грција игравме, ја победивме Грција во сред Атина. Значи, тоа беше посебно исто чувство, некои ние 10-15 луѓе. Што игравме? Ракомет. Ракомет, добро. Ја победивме Грција во квалификации исто, баш сеќам 2000 беше и тоа е нешто посебно чувство, посебно во Грција да слушаш химната наша. Тоа е нешто што не се опишува. Мислам не дека сум јас сега, немам ништо против Грција, се е тоа во ред, ама ете така тогаш беа тогаш уште емоции. Тогаш уште толку плюс емоции, така да или не знам во Исланд. И кај не сме биле, значи тоа е, не знам, некоја посебна енергија и сите ја пееме, а ништо не зборам, 5000 луѓе цела сала, Емил. Ке те врата. Може да попити да. Губиме 5. Да. Така се И мислам. ние ги враќаме. Ја мислам дека ние ги враќаме. Ние ги вративме дефинитивно. Трибината Што ги правевте, враќа. Емил? Што правевте? Па не се, На снимки се гледа не тоа, може значи. да го Колку бевме 200 луѓе, не повеќе, Тоа треба некој звучат пораката најверојатно код да стигне до вилје, нив, код така е. вилје, Да. код вилје. Не, ама некој треба да И поведе сега песна, постоја- да сите се пее поведуваат. или како? Да, така. И значи нон-стоп навивање. Имаме таков случај, спортскиве работници во Ракометот викат се вративме, значи научија во ова првенство да се вратат. Значи не е Да, точно. до сега не, да. Како? Имало Ниш, ситуации, не викам Шведска не, губиме така. 4 гола, разлика 6 минути пред крај. Добро. Со швеѓаните. Да. Ние се вративме, можевме и водевме еден гол, нерешено завршивме. Таа еуфорија во Ниш. Ама да, генерално важи дека сме ние така на крај дека паѓаме често пати, тоа така важи као менталитет, ама не е така. Алудирам на навивањето. Да. Значи, колку дополнителна енергија, па кога ќе им срце на терен, кога ќе им запееме. Ја мислам не 100. Сега во стилот на еден наш политичар, 102% од силите свој даваат за да постигнат гол, да не примат гол. И го гледаме дека е тоа така. Со Исланд го видовме се. Да, апсолутно. А како навива дамата? Дамата не дамски. Не дамски? Баш навивачки. Беше треба не сме. Да, па нормално, Тоа е да. момент посебно Сала во се светско навиваме. првенство. Пак ќе кажам, нивните приказни се бесконечни затоа што Биле на многу, ја ти реков кате, да. зошто ја ти ми рече Анита, сепак си била Сакам следиш и така. да. Во однос на навивањето на овие сите надпревари кои што ги гледавме сега, не седевме. На полувреме сам. Тогаш, значи седнеш, не да одмориш тука, што нема што да правиш. Навивањето, пред малку кажа кој ја започнува песната или слоганот без разлика. Чувствуваш, значи не чекаш некој да почне. Ако никој не почнува, тогаш почнуваш ти. И тоа зема замав и не застанува. Само ја забележав сега вашето искуство е поинаку, бидејќи сте биле, нели рековме, на многу надпревари. Ми се чини дека понекогаш се случува кога ќе паднеме играта, малку да. Паѓа и публика. Да. Се чувствува. Така се чувствува. Меѓутоа не значи дека повторно не се раѓа. Да. Уште тој пат да го немаме, мислам дека Тоа е толку ретко. Значи тоа е толку ретко. Ја мислам дека и публиката, тоест ние навивачите, понекогаш можеби сакаме да им кажеме на нашите на терен малце да се совземат. И можда и ради тоа не навиваме. Значи тоа е многу краток период, минута, две. Па они гледат и они викат ајде тогаш. Да, и ти бараат поддршка. И кога ќутиме, повторно ги мотивираме. Значи една топка ќе фатат, ќе одбранат или еден гол ќе дадат и се вртат на кај нас и викат ајде. Тоа е некоја чудна поврзаност. Тоа е комуникација меѓу публиката, ние навивачите. Тивка и гласна, меѓутоа сепак се разбираме. Знаете дека на Емил му се слушало на првиот надпревар кога го гледал трибини? Јас сум емотивен исто како Мики. Јас сум емотивец. До безкрај. Значи, добро, са Анета, ти си дама. Емоциите немаат врска со така. Значи, прв надпревар што воопшто го имам гледано Ракомет е последните 10 минути на телевизија гледав Македонија, Полска, Вараждин 2009. Значи, Ракомет никогаш не сум гледал пред тоа. Никогаш, ништо. Ни на телевизија, ни во живо. И нашата Македонија ја победи Полска. Полска 50 и кусур милиона луѓе, ние 2 милиона луѓе, ние ја победивме Полска. Телефонот, се јаваме еден другар кој што е запален за спортот, за целокупен спорт. Горан, поздрав до него.
И му викам, брат, викам, мора да одим у Вараждин. Овој коментаторот вика, значи не прател го тоа, не знам. Вика, ако победим уште една, ние ќе бидеме меѓу првите 12 во свет. Меѓу првите 12 во свет Македонија да биде, јас да седам тука да не помогнам. Значи, истиот момент се сложи, син ми го викнав со мене, знам каде можем, пошто ми е и дел од работа, да купам и да си отпечатам сам реквизити. Имам црвено добло, Го Којшаров цело со Македонија. Го ребрендирав. Го ребрендирав, баш така. Стварно, кога се појави со... Кога дојдовме на граница со Хрватска, хрватите не ќе да не пуштат. Вика, навивачи, вика, мора конвој, вика. И малце имаше проблем, не пушти, зашто јас ставив и знамиња со федери, дипломатски, ставив знамиња на прозорите. Големо знае Македонија, целата кола ја опшив, значи 80 сантима букви Македонија, на крилата напред со срце за Македонија, позади I love Македонија. И стигнавме, ја гледам прва утакмица Македонија-Србија, Русија. Русија. На 12-12 ни вадат играч, а веќе контам дека ако имаме играч помалце, е многу тешко ќе примиме голови. И ја застана вака и му викам на Горан, другар ми викам, јас ќе излезам надвор да запалам цигара, тешко ми. А нитка рече тахикардија. Не тахикардија, срцето ми застана. Не можев да дишам. Ја не сум малечок, 185, ама другар ми Горан е повисок. И он се врти и сака да ме фати ко мало бебе. Кој знае како сум изгледал. Ама, вика, брат, лошо ти е седи. Не, викам, ќе излезам надвор. Излегувам надвор, запалив цигара и слушам, вау. Тоа значи дека ние сме дале гол. Пошто имаше 1200-300 македонци, руси нема. Значи се радуваат, гол сме дале. Нема 15 секунди, уште еден гол, фрлам цигарата, трчам натре. Од тогаш, од тој момент, мислам дека влезе ракометот, навивањето во крв. Ја нема, кога игра Македонија, највеќе за ракометот сум и за кошарка. Значи, јас сум 5 или 10 дена пред секоја утакмица облечен во црвен, имам црвен дрес-код, значи црвено-жолто, и имам црн дрес-код, црно-жолто, кој го менувам на надпревари во зависност дали добивам или губиме. Нели? Да, тоа е сугестија некоја. Само шалчево не го менувам. Тоа ви е цело време? Тоа ми е некако... Амајлија. И јас си одам, значи на работа одам во Трегерки Македонија, во дрес Македонија. Убаво ми е на душата. На вистина. Да. Мики, а како, од која година има членска карта од дедо е тоа? Тоа е дедо? 53-та? Да, јас ке мене... Да, сега тоа беше една друга земја и еден друг клуб за кој што нели Југославија навиваше или беше некој за Црвена звезда или за Партизан. Да, така, па мислам пред неколку години баш ни стигна по пошта од Црвена звезда, дедо ми платил членарина од звезда од 53-та година. По 30 динари. Да, по 30 динари. Да, лепени беа лепенки, да, баш ги покажав во преска на предпочетокот на емисијата. И така, некако тргна таа еуфорија, да речем, од дедо ми, како што ме зарази. Ги имам албумите сите од 74-та година, татко ми исто, нели, тој ме, еве ги тука баш наредени, тоа од Шпанија ги имам донесено, значи од 82-та, ама и ги имам сите, комплетна цела колекција од 74-та до сега, до последното. Сега, така да, еве, и на Стефан ќе наследи од мене, ја пренесов љубовта за спортот, така да тренира работнички и ќе го поздравувам сега и се надевам дека и тој ќе продолжи таа семејна традиција. Да, ама мора да кажеме само, Мики е толку сигурен дека всушност се има врска со тоа, со навивањето и се и со сакањето на својата земја. Значи како беше со Стефан, како е сораѓањето или со како беше? Не, Стефан 29 мај е роден. Добро. А дента кога Звезда ја освоила титулата европска, ете, знам дека имаше нешто. Пошто јас сум бил на пример 200 и може 300 утакмици на Звезда сум бил у Белград. А Нина? Нина е родена на 19 декември на Свети Никола, а стадионот кај што освои Звезда титулата се вика Свети Никола во Бари. Така да ништо не е случајно во животот. Гледате дека има се некако. Добро, ама тоа е за тој сегмент. Тоа за некој што сака, толку многу сака да се соживее со работите, па веројатно. Дупло си славам. Да. Што нешто за додавка веројатно за Мики. Мики имало оково да го воведе во навивачките партики. Мене немаше, меѓутоа горд сум, што од мене излего уште тројца верни навивачи на македонскава репрезентација, сопругата моја,
се извинувам, Четворица. Четворица, така е. Керката постара, синот и малата керка. Значи и они се дел, не можеме секогаш секаде да одиме, ама биле на многу надпревари биле. Тогаш кога не биле, може да ни раскажете родителската средба, многу е така убаво. За раскажување. И вие молевте сега да се договориме, не морало само Мики. Па, вака сега, ја ќе бидам крајно искрен. Значи, Шпанија, 2013 Се видја. да се разбереме, навивањето не е ефтин спорт. Значи, човек треба да има можности, а ние, за жал, не сме секојаш во таква можност да имаме финансиска можност, можност. Да идеме 5 души, се видја хотели, авионски карти за надпревари. Се. Се си бај. Па, ако поминеме, а јас знам дека секојаш и стварно сме поминувале втор круг, треба да патуваме до Барселона. Во Нов град, да. Значи, тоа се сериозни средства. И сопругата моја вика, ако сакаш да одиш, одиме заедно, вика, ако не, вика. Леле, сега? Како Во Мики? контекст, Па не една година. Во контекст следниот мој. Мислам баш за Божик беше, 6-7, како ние. И јас сега прво лобирам кај Керхиве да уведат сопругата. Тато сам доди, нели? За толку има пари. Да, за еден, нели? Да. И Представник барем, да. мала Емилија вика, добро бе, тато, оди, знаеме колку ти значи, вика, да си на трибина, да навиваш за Македонија, вика. Ама кој ќе се вратиш, ќе ни раскажеш исто ко ние да сме били, вика. Да, видиш? Солуција. Да. И отидам, значи, ја исто, барање, авиони, карти, едно друго. Проблем е тоа ако него Чудна е таа. организираш на време. Да. Ама има испиење на аеродроми, така, по 10 часа, Мики, да. Да, тоа јас си за Данска спиела. која идев на 2014 беше тоа, да, Европско првенство, исто да си спиев на аеродром 10 сати цела ноќ ја прилежав, пошто немаше друга опција, немаше како кај да одам. Не знам, после исто во контекст на ребрендирање, отидовме со кола во Литванија 2011, значи целото исто со знамење беше колата моја облепена, значи комплетно, значи не знам, многу такви интересни ситуации имало, значи ама ете, нема љубовта кон Македонија и кон спортот нема граници, така да. Освен во Катар, нели, спомнав дека ќе ме вратеа на граница, зашто ми беше извишен пасошот, Па немаше. добро, си зимавте 5 години порано, си зимавте нов пасош, сега што си да имам, прави? да. Кога нема доволно место за печати таму, Ама готово сакам да толку. кажам дека као куриозитет може и да ме вратат, така да беа сериозни во намерите, ама добро е, поминав. Поминавте и имате Така што е. да раскажувате Ето од така. таму. Нита, споминавме Литванија, па веднаш можеме да раскажеме и дека нели колешка и како колешка сте имале два пати можност да бидете во од другата страна, односно како новинар или како некој што ќе ги дочека нашите кога цела Македонија слави. Славевме за кошаркарите, Славевме и за ракометарите. и славевме за ракометарите. И имавте одлична можност да бидете во автобусот. Како немавме одлична можност, најодлична на свет. Баш. Со кошаркарите, малкумина го знаат тоа, само оние моите блиски. Со кошаркарите беше толку интересно затоа што утрото имав емисија, заврши емисијата. И сега ние организирано 23 колеги, колешки, ќе одиме до аеродром да ги пречекаме, чисто како навивачи, значи професијата си ја завршивме, делото врските околу работата, си одиме приватно. И искрено не знаев дека телевизијата во која што работев организира директен пренос со линкови од автобусот со кошаркарите, пропратно преку порта Македонија до плоштад каде што ги чекаше буквално цела Македонија и секој кој што можеше да дојде. И одам ја на аеродром, стигнуваме и гледам камера сител. Една, втора, викам не се они дојдени да прават инсерти или изјави да земаат, туку се дојдени за нешто друго. Го гледам колегата реализатор, не прво снимателот го видов, што правите тука, како правите, се интересирам, а знаеш во она стварно, и лепенка до него не се мрдам. Не за друго, барем да бидам поблиску. Знамење облечени ова се, тоа носевме. И само, најверојатно виделе дека сум таму, колегиве наши, и ми вика реализаторот, Горјан вика, Анита вика, затоа што тогаш беше колегата Игор Трпевски, тој следеше кошарката, засипнате во гласот, не може да зборува, а мора да се разговара со кошаркарите. Можеш ли да влезеш во автобусот? Како да кажам дека не можам да влезам, а у моментот ми поминува се што да го прашам, да го прашам тоа, знам, не знам, тоа, можам тука да поминам. Во моментот размислувам што ќе ги прашувам, како ќе се снајдам горе, затоа што не сум спортски новинар, меѓутоа многу следам.
Како не можам? Супер. Сакам. Да, супер. Леле. Одење до автобусот, бев со една колешка, со еден колега, со Вана и со Бети. Нив ги остави, викам, чао, среќна, а сега обврската ми седи на глава. Да не сгрешам некого од возбу, да име, па да ми се смее цела Македонија, затоа што одам во живо. И многу беше лошо затоа што немав никаква конекција, тегите во режија, во студио, туку само конекцијата беше снимателот. Доволно. Значи, не знам оној што зборуваат, не знам што најавуваат. Се качи во автобусот. Чувството, еве пред малку зборувавме за химната. Да, јас искрено бев задоволна за самата себе, без никаква скромност. Ја останав дома, те гледав и после тоа ти одредно пуштат, така да. Знаете како, ти се укажува можност од една страна, а од друга страна не смееш да се посрамотиш ни себе си, ниту пак телевизијата. И од трета и можеби да ја ставиме како прва страна, треба да известиш и да зборуваш за нешто што досега Македонија не го доживеала. Сега сежаме во момент. И нема да заборавам дека Перо Антич ми го зема знамето, Перо да ми го вратиш знамето, си го купив специјално знамето за тој настан, за да отидам да ги пречекам. Едно свилено беше, 1200 денари го платив. Па потоа све памтам. Па потоа со некои ресички, најубавото знаме за најубавиот настан. И на мене и они немаа знаме. Ните ме праша го земи го знамето. Се качив, кого сега, како прво шо, и викам, Владо ќе си го оставам за крај, кога ќе влеземе Леле што направивме. Да, леле што направивме, неговата тројка нели донесе понатаму, литванците насред Литванија ги победивме, продолживме понатаму. И зборував околу висината, баш кога нели одиш да ги пречекаш, не си на работа, може ако бев на работа да ги подоблечев штикла со патичиња. Ја не сум мала, 1,76 сум висока, меѓутоа донив си изгуби. Овака. Па гледам кого, леле, сите сакам се да ги прашам наеднаш, среќна сум ти да сите да ги изгушкаш, затоа што пак ќе се повторам. Моментот да бидеш таму и прв да си донив и прв да ги прашаш нешто е навистина привилегија. И ти работиш ова работа и знаеш дека тие настани се настани кои што ја будат, кои што повторно ја раѓаат нацијата. Нас тоа ни се случи 2000, пак сежам, и 2012 и 2013 и искрено ќе бидам среќна и они зборуваат за нивните деца, ја имам 2 сина, нашите синови или внуците, генерациите после нас да доживеат барем еднаш, затоа што сите ние знаеме што се случуваше тогаш. И продолжуваме со автобусот, пак морнициве, како што се возиме, поминуваме нели трасата до Скопје, постојано уклучувања, разговор со нив, со Марин, па Марин си викав новинарска работа, да си го врбувам одма за студио, директно тука го прашам. Марин, утре можете вие да дојдете во студио? Сега он толку фин културен човекот, ќе се договориме за тоа после. И така натаму, кошаркарите среќни, сите задоволни нели вескрно. И еве сега се извинувам на Владо Илиевски, бидејќи тука во Македонија. Го оставив за кога ќе влеземе во Порта Македонија, бидејќи тој седеше напред, убаво сеќам со неговата сопруга беше тука, таа го пречека и таа се качи на автобусот. Беше оној панорамскиот отворениот и викам Владо го оставам за крај, кога ќе застане автобусот, кога ќе излезат, кога пешки ќе поминат низ Порта Македонија. Паѓа линкот. Нема батерија. Леле, како да му кажам Владо, значи не те заборави, многу тебе тоа стив за крај сакав да те прашам. Ја немав таа можност. Едноставно само вака се пресече. И уште еден друг момент кога зборуваме за нацијата, ние сега ги пренесуваме нашите емоции затоа што сме биле таму. Блазе вас што сте имале можност. Нашава професија кате знае колку може да мрднеш, али кога го напуштив новинарството поинаку е се. Луѓето кои што се таму доживуваат едно, луѓето кои што се тука ги доживуваат повторно истите емоции, меѓутоа можеби се поотворени кон сето оно што го чувствуваат и можеби подиректно го искажуваат. Не ми беше тоа мојабетот, друг ми беше мојабетот. Кога поминувавме со панорамскиот автобус. Дедото? Дедото. Значи дедото како ден денеска го паметам. Сега не знам да не претерам. Може би човекот имаше некој свој 85-90 години. Значи со бастум е 20 Таа слика како он вака е дваја крева раката и мафта, готово сме рекоти го сме никогаш нема да се. И тоа е тоа што спортот го може и што никој друг не го може. И сега ќе плачеме, нема да плачеме. Не, нема да плачеме, ќе погледнеме реклами и возбудата расте. Мики, ако се распече, готово ти да пастита. Гледаме реклами. Страстите не се намалени во студиото, ама не плачеме, готово, помина се. Не плачевме. Да, не плачевме, да. Само сакав да кажам оно што го спомена Анита, значи дека ни треба веројатно мал повод или ни треба
успех кој што нам ќе ни се чини најголем до тогаш, а не е нам, него на, нели, тоа е Цела тоа, нација, на да. цела нација, за да се израдуваме и на вистина да излеземе сите без никој да не натера, Да не организира да ни организира, да, Така е. нели, да ни плати доаѓање и така натаму и така натаму. Некој тогаш кога луѓето се собираа на плоштад да ги пречекаат кошаркарите, па потоа и ракометарите, нели, рекоа дека а не е некој успех кога не сме нешто што значи медал. Што би им кажале сега, Емил, ако се тука? Значи, ние мора да сме реални, дека сме мала држава. Добро. Имаме само 2 милиона становника, жители. Да. Големиве држави имат по милион ракометари. Значи, Колку ние- колку активни. ние Ако не милион, население. 50-100 илјади. Да. Франција, Полска, Германија, кошаркари. За нашава држава, за нашиот народ, секое наше учество на големо надпреварување е многу значајно. Многу значајно. Ние, да бидем искрени, немаме лига или немаме јака лига ниво кошарка, ниво ракомет, ниво фудбал. А сепак, кошарката, ракометот посебно, нели, Особено, да. Секогаш сме се бил, присутни на сите Големи европски и надпреварувања. светски надпреварувања последниве 8 години. Да. Значи, тоа е огромен успех. Така е. А нормално е, природно е да бараме повеќе и повеќе. Ако не бараме, нема да добиеме. Така е. Мора да си има амбиции. Така. Мора да си Секако, има да, амбиции. и како народ, и како... Само сакат да ми Поентата кажете... преска да. која спомнав Шпанија, Да. беше ја љубовта ја пренесов на сопругата и на децата децата. за навивање. Добро би било кога сите ние, не Барем сакам на да си некој- дадам да. до значај јас и моето семејство, барем на некој, не на некој начин, значи се обидеме, барем овде кога играме. Во Македонија да ги полниме салите и да ги поддржиме, дали се ракометари, дали кошаркари, дали фудбалери. Ракометарите полнат сала, кошаркарите полнат сала, фудбалерите градски стадион е прасен. Без разлика што немаме успех. Да, нема. Значи Нема мора везе да тоа. мора да им Мора да сме дадеме таму. поддршка. Да. Може би ние ќе бидеме Тие кои што ќе им 12-тиот помогнат. играч Така е, што да ќе мрднат малку. склопката ќе сврти да се наредат коцките да се добие било каков успех. Еве ги младиве за прв Кога пат бевте отидоа. разочаран, ништо не јадевте, со никого не зборувавте и не пиевте, кога ќе изгубевме? Значи, искрено да бидам, некако созрев и почнав да ги доживувам тие порази, благодарение на еден мој драг пријател, дека и тие се составен дел од спортот, од лани од Краков. Иначе, до лани, јас после секој пораз, значи, не можев ни пиво да се напијам, ни чашка алкохол, не можев ни да јадам. Значи, таа ноќ, тој ден, ништо. Ништо, и си ја барам собата, хотел, никаде не ми соди. Никаде не ми соди, никого не ми се зборува. ништо, да. И вечерта, викам, следната утакмица, викам, ќе се сменам, ако сум облечен во црвено, жолто, Еве ги ќе бројките облечам, на Мики. Да, да, да. ќе облечам црно со жолто, Добро. или ќе сменам ова, нели мислиш, чекај, Нешто до па тебе, доаѓаме ти си нешто. утредента или следниот надпревар пред сала и викаме, слушај, ние слабо навивавме, можда и тоа е причина што изгубивме. до тоа. Ај, сега оваа да се... сил. И гинеш. Да. Мики, како беше во Литванија? Литванија беше па добро ниво првиот дел бевме. Јас во групата додека игравме во Алитус, тоа е едно посебно Доживување? интересните Да. доживувања и отидовме значи 2100 км до Алитус беше, да, така. Јас бев на некоја свадба во Словенија, па автобусот после ме остави во Белград, па ме собра со мојата кола пријателиве, нели, екипава што водевме заедно, ние петина, што се запознавме на патувањето во Познај, во А Полска. така, значи, има и такви пријателства кои што... Да. Значи јас сум запознал прекрасни луѓе на сите овие патувања, значи и сите ми се пријатели, и соработници и така натаму, и тоа е побогат сум Уште- дефинитивно, да, да. уште И ме поголема зема во Белград, на пумпа ги чекав, значи ме зема и продолживме.
колата почнуваше да ми откажува нешто, ме зезаше А вие палењето. 2000 километри пред Ние, нас. ама решивме, одиме и готово, точка, нема тука назад. И доаѓаме во Алитус и најстрашното немаше хотел, пошто еден хотел у градчето, значи мало Бога ми градче. пострашно. Да. Валитус немаш никој македонец, да може ќе најдеш негде. Тоа е уште еден минус. Да. Ама додовме нели во градот и сега во хотелот сместени играчиве, имаше и некои нели приватни таму лево десно, не е ни битно, ама најдовме едно селце 17 км случајно, значи се вративме назад и викам ајде ќе бараме. И најдовме еден смештај, среќа, нешто како пензионерски дом некој, ама ете, се сместивме, успеавме и Не е најдовме важно, некои што е важно такви е собите успијам, 100 да. квадрати, ама Да. важно се сместивме и убаво све. И супер, одлично поминавме нели во групите, ама сакам да кажам таа енергија таму, тие негде 400-500 луѓе бевме на трибини, мислам дека отприлика. Не знам, некоја енергија дадовме на играчите и таму. Јас тоа посебно ми е едно од посебните. Плачевте тоа со да не прашам добро, Литванија, тогаш не да толку не колку пра- не посебно Србија и сега со Исланд. Това исто многу емотивно ги доживеав, затоа што не знам, ето едноставно дали и денот така и водици се погаѓаше и така си има. Јас Вие си верувате, сакам тие верувам. спиритуални моменти и после тоа, сакав да кажам и за Литванија, се вратив после Алитус и многу интересна беше случката со Литванија и утакмицата. Значи таа утакмица јас ја доживеав, не ја гледав. Не ја гледавте таму? Ама многу, да, отидов на Динамо Загреб, Реал Мадрид, значи и му ја во гледав. Загреб, да. Добра. И многу беше интересна ситуацијата, јас во дрес на Динамо и добивам порака дека ја пратам цело време утакмицата Да. нормално и кога ние победуваме, во истиот момент Кристијано Роналдо даде гол за Реал и Реал победи 1-0 и победија нели Реал Мадрид. Јас морав на сите околу мене да им објаснам што се случува, иначе ќе јадев добар ќутек. Така да ете и тоа ми е Има една реклама, не е седма. Ние сведно, да, така е, браво. Баш не е седма. Е, тоа беше Да. интересно за таа. А и Милке ни за раскаже Литванија. како било со Литванија. Да, ти продолжи веројатно понатаму, така до крај. И, значи, прво Да. нешто што се Као се нас. сетам на после таа историска тројка на Илиевски, ние бевме 150 навивачи, не повеќе. Заврши на преварот, специјалци околу нас, ради наша безбедност, мада имавме проблем доста со редарите во сала, не ни дозволија да го развееме нашето знаме. Аха. На крајот на утакмицата и на надпреварот? Во текот на во текот. утакмицата. Значи имаше не беа тактични, значи а народот литванциве сега ќе кажам прекрасни. Да, стварно. Значи заврши на преварот 15.000 луѓе ги гледаш плачат мажи, жени, Да, деца. стварно, тоа е. Ја испразнија салата. Ние останавме сами. 10, 15 минути, 20 минути и гледаме лево од нас, така бевме нешто не позади кош, ама малце диагонално од кош. А позади кош, уствари беа некои 20-тина тапанџи кои цело време држаа ритам за да навиват цела сала. Меѓутоа, за разлика од нас, они немат навивање, имат латва, толку. Летува, Елегантно. летува. Летува. Да. Значи, толку, ништо спектакуларно. Ја, дека сакува си во таа група од 100 луѓе, гледаш дека и они нешто прават, ама не ги слушаш. Ние не се штедиме. Значи, Ај, не те не тоа е- интересира на крај. Ма, цело време се пее. Дидеме до ВЦ, исто редари, специјалци не пуштат да излеземе од тој круг. А јас сакав да се качам и успеав. Го соблеков дресот Добро. и гол излегов од ВЦ, пошто и они имаше доста од навивачите литванци голи со облака, за да можам да се протнам, да се качам на горниот спрат на сала, да видам како ние како личи. Изгледаме, да. Сакајте, верувајте или не, тие 150 луѓе, не можам да кажам беа погласни од тие 15.000. Да. Меѓутоа се слуша и тоа добро се слуша. Да. Бога ми ве слушав ја и во Франција, вака И, прикуп. и сега да поентирам, значи празна сала, тапанџиеве се горе и едно време почнуваат да се синуваат и Кај вас? почнаа да не отпоздравуваат со тапаните. Плачат Зашто и не изгубила? поздравуваат затоа што изгубиле. Да. Да, И Правила. му текна на некој од нашиве навивачи да навиваме Литванија. И ние почнавме да им навиваме Литванија. Тие застана, не знаеа што да прават. Значи, по скали вака наредени, еден по друг, нели, скалите се баш скалести, еден по друг,
лупаат ко да беа спобудалени потапаните, а ние им навиваме Литванија, Литванија. Надвор кога излеговме. Не гушка, не бацува, не поздравува. Им беше тешко што изгубија, нормално. Да. Битно им беше вика Русија да победи. Они имаат анимозитет Анимозитет кон голем према Русија. Да. А ние се плашевме што ќе се случи сега 15.000, пази, кај нив е национален спорт кошарката. Да. Кој што е кај нас ракометот, еве и кошарката. И стварно не знаевме што не чека. За волја на вистината, нити имаше посебно полиција. Значи имаше нормално. Никој ништо, напротив, не викаа на пиво, не викаа да се дружат со нас. А колешката на вилачка да не го сгрешам името. Пошто сте колеги по навивање. така. Значи има фан зони. Ја Посебно Вараждин. Тие ги има на Лига шампиони ракомет. Затоа реков недостасува. Не, ги има на секаде во мет сега, значи толку Немаш. неорганизирано, тоа е Имаше во рамките на салата. во рамките на салата имаше, ама не беше тоа. Едно штамчек, Да. пуканки продава, виршли две буси. Никако. Значи, цел месец не знаеше дека има светско првенство во ракомет. Еве, ја да не ги редам на нас за сите години, имало фан зони. Најубава ни беше Алкалуј што ја направи во Вараждин. Вараждин. Во Вараждин, 2009 да. Се надеваме да ќе се посираме сега Да, сега 2018 Хрватска пак. Има, значи имало секаде фан зони и после утакмицата со Литванија, значи тие 15.000 луѓе не. Значи добар дел од нив си отидоа, ама имаше уште толку надвор пред сала на видео бимови што си ја гледаа својата репрезентација. Значи буквално 20-25.000 луѓе и ние 100 македонци. Ја имам слики, не знам дали Да, оде, цело време одат. Нешто одеше, извадив нешто, како навивата, ја видов сега, Анита нешто таму. извадив од ова и доаѓаат со нас да се сликаме. Јас стално носам резерва дрес, мајца, шалче. Таа вечер го имав на мене само ова шалче. Викаш се, ама ова не го давам. Ова шалче не го давам. Ова ми е некој, не знам. Да, готово реков, стригно шалче, да. Споминавте како е фан зона и така натаму, какви се емоциите, но како се спои Анита со спикер, тој беше во мец на... Да, како се споив, да, со официјалниот спикер ги забележавте имаше двајца кои што анимираа публиката. Едниот малку повозрастен со косиче, со подолго косиче, другиот со пократко косиче, помлад беше. Двајцата седеа позади клубот. Имаше на Facebook или како социјални мрежи официјалната страна на светското првенство и споделив една фотографија. Што вика Емил, ова шалче ми е, носев 3 капи, еве ја ова и се изнакупивме. Ова ја земав, со Тунис победивме, реков сум ваѓа носим. Дека ако не да победиме. И ова, цело време ја носев капата и се знае колку е вистина или не, меѓутоа си ја носев. Таму во ти на душата, супер, да. Знам дека јас, моето што сум си го замислила, сум го, значи ја не сум крива заради ситуацијата. Тоа е тоа. И се споив со спикерот затоа што бев една фотографија, а ние баш така се тубаво нели дотерани, Македонија имаш, ја што викам најубавите бои, најубавото знаме на светот. И тој ми искоментирал под фотографијата на англиски ми напишал многу убаво изгледате во тие бои. И отидов да видам кој е дечкото, затоа што не е македонец, обично нели ќе ти стави лайк некој твој. Го гледам со микрофон, влегов во профилот, прочитав, и викам ова е дечкото најверојатно таму. И му пишувам потоа, дали сте вие, тој вака, така, да. Викам и он вика супер атмосфера правите и сето тоа. Ја му викам, може ли да ве замолам? Затоа што ние имаме наша национална химна прогласена, избрана од народот, да ни ја пуштите. Каде е што? Му ја пуштив од Тоша, Македонија најава за вас. Идеше, да. И потоа одеше. Тука каде чувството, не знаеш како е. Сакав да му ја подметна ми торава, излези момче право на тераса, меѓутоа најверојатно нешто просурфал, за да види што и како, и не ја пушти, да. А очекував и тоа пак да бидам фер, само кај што е музиката му скинав минутажата од таа минута до таа, само тука пуштете, а тој дел најубаво, најгласен, за да нема солу на едно друго, да сме си рај, да сум си чиста кон човекот. Не ја пушти, меѓутоа Тоше и не знам што вика пред малку Емил, срце на терен. Секогаш го оставаат срцето на терен. Мислам дека ако кажем Македонија, дека многу по моето размислување, дека е посилно отколку срце на терен. Оти тие ако не оставаат срце на терен, оти ние може да не биваме се, ама само они знаат колку ова тежи. И никој друг не се. Само они знаат колку ова тежи. Да си таму, ова ми што го рече пред малку, со децата, многу се согласувам. Што е можно повеќе над превари? Меѓутоа, вајде тоа нас ние не знам.
менталитет едно друго. А ја Губиме се, прискапо е, разочаруваме и вели, бегаме. вели прискапо е, да се договориме дека... Не зборам ја кога има вакви Кога има вакви случувања. случувања, да. Значи, кај нас имаме, не Да сме врвен сме ракомет. на- Меѓутоа, знаете ли колку тоа значи... Еве, Да. ти после емисија се гледаш рейтинг. Колку ти значат бројките. Исто и со спортистите. Така е. Кога е салата празна, кога е стадионот празен и обратно. Така е. Поддршката мора да има, без разлика на резултатот. Резултатот ќе си дојде. Тие го прават своето, вложуваат максимум колку што можат, да вложиме и ние. И мене многу ми се допаѓа, иако бевме таму, конекцијата со Македонија, луѓето од дома во собата, значи ти си ставил едно знаме, немаш едно малечко знаменце. Значи тоа е тоа што го имаме и што мислам дека ни една друга нација го нема. Да, дефинитивно. Може би го има, меѓутоа не со таа сила, со таа емоција, како што го имаме Без ние. да биде усилено, без да биде Да, намитнато, се од без да срце, биде... се од срце, да, спонтано се. И кои се песни се пеат? Па има, излези. Излези момче, Сакате добро. да ги испееме или да ви ги наброиме? Може да се пеете, зашто не е проблем. Па да, и срце на терења пееме, нели? Срце на тиран, како оди таа? Срце на терен. И толку? Тоа многу пати се повторува. срце на тиран многу Зига зага Македонија, нели? Зига зага Македонија, добро. Емил, додавка? Тие се. Тие са? Па добро, не, има неколку тие. се Едно кажи. име имаме. Да, едно име, да. Добро. Финансиите и навивањето. Стандардот во нашата држава не е голем, а дека има влюбеници за навивање државно. Кои што би тргнале заедно со вас. Ја мислам дека цела Македонија би Потврда е, таму. Да. потврда е, значи Вараждин, Задар, Ракомет, Европско првенство, Ниш. светско првенство, Ниш. Европско Ниш, Београд, Словенија кошарка европско, Загреб кошарка европско. Значи во Вараждин бевме 1200-300 луѓе. Во Задар со чартери се организира, значи луѓето сепак кога ќе ги понесе таа еуфорија, ја не знам колку чартер има, имаше 4500 луѓе имаше во сала, во Задар. Во Ниш околу 4000 македонци. Во Белград 11.000. Во арена. Белграѓаните ја прекрстија арената, значи не сеќам во кој дневен часопис, го купив и се изгуби некаде. Београдска, прешкртнато, македонска арена на насловна страна. 11.000 македонци. Ниш На YouTube 5000. видете. Ниш 5000, да. Химната како се пее, како се навива. Анита Финовика. Нема таква навивачка група. Да. Нема. Јас и Значи, Шведска клубски навивачки Да. групи има. Да. Не знам, таму, Арсенал, Да, Ливерпул, Да. Челси, Барселона. Државна, верувајте, нема. А ние сме толку мала држава и од друга страна- толку Шведска, малце, Стокхолм. а јаки Стокхолм навивачи. 5000 квалификациите за Лондон. Не само што Неверојатно, нема да, толку 5000. навивачи со таков срж, со таква страст, со таква енергија. И нема навивачи кои што толку многу патат после тоа, Да, многу. кога нема да имаме резултат. Трагедија, Да. трагедија. Крај на Отвори мајко. светот. Сакав да слушнавме кажам како кај е. што можеме да си дозволиме масовно, повеќе. масовно, Да. значи Да. луѓе и не штедат. Ја познавам луѓе што икад на одмор нема да одам Да. и нема и не одат на одмор, Да. И доаѓаат да ние навиваат. направивме, да. Си го уште во летото си купивме билети, се си Катар се резервираме. собравме 1000 до 1500 луѓе, Да. Катар на трибини бевме. Тоа е. Супер. Ке ни Да. раскажете Катар што далеку малку? е? Далеко, далеко. Одиме со вториот блок реклами и уште некоја минута имаме. Ова е омилиното, така? Па најверојатно. Да, Мајлија. Најверното. Најверното, да. Ни помогна за двете, ама третата не ни помогнала, така? Па ако е до капата не би. Сите со своите омилени реквизити на себе. Да. Ке ми кажете како, каде или како правите, што треба да се прави, нели во подготвувањето на тоа багаж сето тебе, обавезно реквизити се без нив не се оди никаде. Така е, Мики? сигурно. Па си ги имаме спакувано, значи вие се враќаме и од пред да првенство молите, едно. имате така си спакувано ги цела гуверча. Добро, не молев до скоро, ама ајде сега последново е така. Ама си ги имам спакувано, нели ги доаѓам, ги перам
барам ги следувам и си ги спремам за следно. Знам дека да. И јас ми викаше нели жена ми, што не го токми, не се спремај, да. Не уште во јуни таму, не го сте. Ја стај го, викам пензионирај го, дресот готово, ама не се давам уште. Да се мамулите. Да. Да. Има што носите се, освен тренирките, ти има некој тамо? Да и се заблагодарам на сопругата, она ме пакува стално. Добро. Јас, за разлика од Ники, преска кажав, јас стварно и низ градов знаат, значи јас си се облакам на вивачки секогаш пред некое европско светско првенство, 2 недели, месец Тоа време. за да се фати мајата, баш Така ми е убава да, душава. Значи, тие ми се стално при рака. Сега сопругата го прави изборот, пошто варирам со килажа, сега ова ти е точно, ова не ти е точно. Значи, имате и модна ревија по дома. Ова не го Без тоа заборавам. ништо. И ако можам да кажам, фетиш ми е, ако изгубиме, не го менувам шалча. Добро. Ама го менувам парфемот, што го прскам на него и кога После нешто... жените биле значи, комплицирани. Јас сам искрено кажам како... И, нели, ако не ни оди, ако ни оди, тоаш него ни мирисам, ни ништо, да. Нели, некоја промена мора да се направи. Да, Па еве, ако играчиве знаеме дека менуваат чорапи, а зашто и ние не би правиле? Нели за трне, еве, знаеме, некој од нив вика прво ја врзувам едната патика, прво. секогаш, па после другата. Па не може двете истовремено, Емил. Најверојатно Не, прво ама- само левата, па прво само десната. Да, ама Ама ако има редослед и секогаш е Сега така, едната, другата Да. после. нели? Значи, Да, јас тоа се е. сеќавам на еден разговор со Билјана Црвиковска, ракометарка наша и репрезентативка, кога ми рече дека била најсуеверната во тимот и вика толку многу ги нервирав сите, што морала последна да влиза во автобусот. И вика намерно ми правеа да некој нели као демек е во тоалет и да влиза после неа. Не, јас ќе излезам и ќе речам не одам. За среќа. Ќе влизате, да. Јас За знам среќа, ракометари да, наши, ја херои ги викам. Добар дел од нив, значи, на рака си ги перат чорапите, за со истите да бидат, без разлика победили или изгубиле. Значи, тие им се среќни чорапи. Така е. И они со тие чорапи, знам неколку од нив. Да. Значи, на рака А ги перат. што, кога сте имале или колку пати сте имале можности, уште некоја минута имаме, да позборувате со нив? Еве, особено после пораз, се прави ли муабет тогаш? Па најубаво е да не правиш. Да. Најубаво да не пишеш. Најумно е да не правиш. Така е. Да. Мислам, потрошен е, нели? И уште Да. моментот сега да А после објаснуваш да после победа. Нема муабет. После победа нема мобет. Битно е среќно, нели, честиташ Да, и доколку можеш и сето тоа и сите среќни и задоволни. Има ли нешто поубаво од победата? Затоа што целта на секој спорт е само тоа. Да, во Литва некој излегува кошаркарите после победата над Босна, нели последната во групата и тоа беше прослава и сите славеа со нас играчите заедно. Тоа беше исто многу убав момент. Со вас дојдоа на трибини или дојдоа како? пред сала. А, пред сала. Да, пред сала и со Аха. нас се учествува во прославата со нас заедно. Да, Одлично. Во Вараждин дојдоа ракометари, во Белград, во хотел Југославија, во Ниш дојдоа, имавме фан зона, Да, ништо исто, да. во Задар исто Да, така. Задар, така е, така е. Инаку кога сме кај плачењето, само да кажам, плачеле на трибини, ја плачев кога се пакувавме. Затоа што моравме да се вратиме, бидејќи долг период бевме таму, работни обврски и сето тога. Постоеше шанса да останеме, меѓутоа на сопругот во петок, например, му се, поточно како беше вторник, среда му јавија дека мора во понеделник да се врати на работа. А јас нешто на малкуцка ќе го носам во капче за да продолжиме за да одиме натаму, ете така беше работата. И пакувам. Така не можам, значи ми прават мобет, не можам да зборувам од што плачам. Затоа што не продолживме, нели се вративме. Не вие отидовте со автобусот, ние мораше да се вратиме. Ето, да. И како се враќаме, возиме цело време за да стигнеме да го гледаме над преварот со Норвешка. И Стасов ми го гледавме над преварот со Норвешка. Иначе за Норвешка, а иначе за Норвешка имаше Се допишува. доста македонци имаше со Норвешка, само некако бевме разбиени, некако ставени Никогаш така сме на кај тоа македонци, само тоа не го споминавме. лоши места, да. Од Швајцарија имавме Да, многу подршка огромна, овој пат, да. така е, да. Швајцарија, Италија, Да, Еве го Италија, дечкото, да, ево Милов, Австрија. ова што го Да, гледаме, не, знаете, да, оној тој- кој што ги да. менува Даниел, бојката. И он е на многу првенства, да, значи присутен со неговата екипа. Значи, има дружење таму, нели? Да. Тоа се да, одлично организирани момци и
и со голема поддршка кон нас, исто и ние кон нив, така да имаме редовна комуникација и знаеме доаѓа ли првенство, доаѓа ли квалификации, они се исто со нас секаде, така да. Супер. Неверојатно. Сега во јуни Мики од овој тим овде, Мики знае дека ќе патува. Дефинитивно. Сега ќе бидат повеќе автомобили, На така ви е Стефан. планот. Да, да. Стрекани што од сега. Па кумарата Ова спакува е сега не договор со Билјана. Признај, Со Билјана, да. Признај. Разговарано е, значи фамилиарно одиме, така е. фамилиарно одите? Да. Па И на супер. Стефан му ветив, значи Стефан, пак ти кажам, исто спортот му е во крвта и ветено му е, само што се пласиравме дента, бевме на утакмица. Значи да се договориме за оние кои што не разбра, одиме да ги гледаме младите така е, младите наши фудбалери, така е, да, Само и 21. така е, да, на младите конечно фудбалерите направија некој искорак во и успеси и стварно бевме горди на сето тоа. Бевме на утакмицата на стадион кога со Стефан кога се пласиравме и уште тогаш му кажав, викам спремај се, јуни одиме Полска, не запира ништо, така да ете за Гдајанск идеме. Првата штета што не можеме со Шпанија да ја гледаме, многу му е криво на Стефан, пошто за Барселона е фан огромен на Барселона. А тато е за кого? Ама пошто дента Тато е за Барселона или за некој друг? Нормално за Барселона. Не бев, Ама мора. Нема, тоа е више готово. И јас информирам, кажувам резултати, како е, што е, Барса денеска победи, расположени сме, среќни сме, Сакаш така да да. му што ќе одите неколку, ќе одите Па, цел тим на јас или? денес разговарав со една агенција, значи сакам да ја стимулирам агенцијата да покренеме, јас Така. да го покренам тој навивачки Иницијатива, кордон да. еден, кој што би отишле сите заедно, дали опција автобус, дали коли, али јас би сакал со кола додам, значи фамилиарно, па ќе видиме сега како ќе биде. Важно во секој случај попатно со некои места кај што може да станеме, да видиме некои работи интересни, така да биде сето тоа едно убаво интересно доживување. Кога патувате? Епа, Во јуни. да, во јуни, Кога? втората половина на јуни. Втората половина на јуни. Тоа тогаш се играат Кога такмици. сме кај организирањето и кога на предмалку и што кажа, знам дека немаш време, прво се буневме кога ни рече сати 20, да, рекоме да. леле што ќе правиме сати 20, меѓутоа дотре може да се дискутира. Информација, значи од некој од Фудбалска федерација на Македонија да се организира и ова нека биде иницијатива. Да. Добро. Сега кај на што е лошото, кој да оди? Тука значи ќе се заколеме. Мора да се најде начин. Како да А се инаку бираат како луѓето идеја што- 20 автобуси или авиони или веќе не знам со што таму ќе се оди, да се организира, да се одвојат пари, да му се пружи на тој што не може да замине, Да, точно. да замине. Така. Значи мора да се најде некоја солуција, некое решение. Така Затоа е. што Емил каже пред малку, секој да може, секој ќе отиде. Да. И државата мора да има еден мал удел во сето тоа, како што организираше сега Ракометна федерација. Цел автобус отиде на сметка на Ракометна федерација, за да имаме поддршка. Тоа го треба да го прават, тоа неверојатно го прават и други. Така. Е, Но овој пат ни така, треба на вистина поддршка. Овој пат на младите вистина деца. ни треба затоа што прв пат ни се случува во фудбалот такво нешто, посебно за толку млади деца и Ќе им деца значи кои што поддршката. Апсолутно. Да. Апсолутно. А имаме зашто да се радуваме. Така е, така е. Секогаш ќе имаме кате зашто Така. да се радуваме. Најважно е како да се радуваме. Ете така. Секогаш ќе имаме зашто Многу да се малку ни радуваме. треба за да пукнеме А некоја спортот е петарда или да најголем пушеме да промоутер. плачеме или да ни биде најубав Најголем денот кога ќе промотор на победиме. државата е спортот дефинитивно, така да јас мислам дека нема нешто што може да одекне како бомба, може да одекне во позитивна смисла ако постигнеме резултати и успех, да речеме така. И завршувам со онаа вашата што ми ја кажавте пред во овој разговор. Мики, односно Мирослав Пувовски, вели вака, драги мои, вели јас ја сакам својата земја со тоа што редовно години наназад плаќам данок на државата и ги бодрам нашите од трибини. Во секој спорт. Да, во секој спорт. Да. Ви благодарам за учеството. Благодариме за поканата. Ете, помина времето и Така. кажавме многу малку само, така, нели? Ке ви Па викам пак мислам дека следната сабота. 10% само од она што 10%. имавме да го кажеме, Да. особено тие двајцата со нивното искуство Да. и посети. Сме били и ние за да ја бодриме Македонија, барем најдобриот од Македонија, на тие Да, други надпревари и навивачите се навивачи, имали инцидентни, меѓутоа се тоа завршило добро. Поддршка секогаш за Македонија, за навивачите, затоа што навистина сме единствени и како земја и како И народ. секогаш најсимпатични секаде кај Така, да се појавиме. така, Стварно е така. тоа неверојатно. пееме. Неверојатно. И пееме и изгледаме. Можете И да запиете декорот, сега за и крај декорот, додека оди ова? И декорот ни е, значи, Е, дрес кодот ни е Апсолутно Можеме да уникатен, запееме, ќе ви се уникатен. придружам. Мене во седмо ми избрка од хор, јас ќе ве слушам. Добра. Можете да пеете, Емил? Можеме за крај тоа? Да? Каде ти си добра, те Можеме. слушам, имаш Зига добра. за Македонија, ле. Ви благодарам. Поздрав. Фала, поздрав.